Добре дојдовте во процес. Каква е можноста на младите да отворат социјален бизнис? Како размислуваат? Имаат ли идеи? На оваа тема разговараме со Марија Матовска, координаторка на наградата за социјално предприемаштво од Млади Инфо, Ирина Јаневска, председателка на Сдруженијето за социјални иновации АРНО, и Антонио Ѓорѓиевски, учесник во проектот, ученик во средното угостителско училиште. Благодарам што дојдовте и што се озвавте на поканата. Марија, во тек е тој конкурс за поддршка на предприемачки идеи меѓу студентите кои што имаат потенцијал да развијат собствени и да понудат собствени идеи. Како дојде до оваа идеја и вие го организирате, кој го организира конкурсот, малку околу тоа да поразговараме. Така, значи, ова е втора година поред како што Млади Инфо Интернационал го организира конкретниот конкурс, наградата за социјално предприемништво, како што ја викаме во Македонија. Инаку интернационалното име е Social Impact Award, значи на никој начин така ние си го превидовме да ни биде малку полесно на нас. Инаку тоа е надпревар, целогодишна програма да кажам, која што отпочнат уште во 2009 година во Австрија под закрила на Impact Hub во Виена, значи простор каде што младите луѓе можат да одат да ги инкубираат своите идеи, да добијат менторска поддршка, идеи кои што се баш во сферата на социјалните иновации, социјалните бизниси, социјалното предприемништво, како сакате кажете го, и Ерсте фондацијата. И бидејќи виделе дека во Австрија, во Виена, баш функционира ваквиот модел и е добро прифатен од младите студенти и студентки таму, решиле оваа идеја да ја прошират во повеќе европски држави. Денеска истиот конкурс, истата програма се спроведува во 10 различни држави во Европа, па ете и Македонија втор пат во 2016 има можност да биде дел од цел овој конкурс за социјално предприемништво. Што подразбира тоа социјално предприемаштво? Еве да објасниме за тие што не знаат. Повелете кој сака од вас. Тешко е да се дефинира социјалното предприемништво и е предизвик за многу нации широм светот, бидејќи секоја држава си усвојува своја дефиниција, меѓутоа главното е да се знае дека е бизнис со општествена цел, кој што е посебен бизнис модел, значи идејата не е парите кои што ќе се добијат ќе се остварат со одредена бизнис иницијатива, да се делат на пример во дивиденда за оние кои што се основачи или сопственици на бизнисот, туку да се инвестираат назад во мисијата на предпријатието. Многу држави исто така заземаат пристап да основаат бизнис кој што ќе има кој што ќе цели кон поддршка на маргинализирани групи, или некои држави се одлучуваат за пресак помеѓу овие два бизнис модела. Конкретно јас бев во Англија, која што е матицата на социјалното предприемништво, бев таму на студиски престој подпомогнат од британската амбасада. Они се дошта строги во однос на дефиницијата, кај нив, например, доколку одреден ентитет или социјално предпријатие сака да се квалификува за социјално предпријатие, да добие одредена бренд, односно бенчмарк, треба најмалку 50% да генерира од приходот, да генерира од собствени иницијативи, додека ослонувањето на грантови е ограничено со цел да доминира на предприемничка компонента. Така да тоа е во однос на социјалното предприемништво. Во Македонија уште немаме официјална дефиниција, работиме со оваа работна дефиниција, меѓутоа битното е Возможувате слобода на изразување и на идеи. Слобода, да, и граѓанскиот сектор се мотивира да превзима некакви економски активности, за да не зависи многу нели од поддршка од донатори, да добие одредена самоиницијативност, самосталност. Во таа насока работиме во Македонија, се уште е нова. Минатата година беа доделени 3 награди, и една од заедницата. Кои беа 3 награди, па ќе кажеме за вашиот дел. Токму така, значи и оваа година конкурсот ќе функционира на ист начин, ќе бидат доделени 3 парични награди. Паричните награди ги даваш Парка са банката во износ од 3000 евра за првата, нели најдобра предприемничка идеја со социјален бизнис карактер во неа, понатаму 2000 евра, 1000 евра за третата награда и наградата од заедницата. Ланската година дел од тимовите ни се тука присутни, првото место го зема Наша добра земја. Значи тоа се фокусираат младите луѓе во тој домен на производство на органската храна. Додека Кулинари 2.0 и Арно ќе се раскажат малку својата приказна понатаму, јас не би да им одземам од нивното време.
Третата награда беше концентрациона соларна електрана, беше индивидуално поднесен проект кој што се уште е во фаза на прототип. Момчето Александар, кој што е иницијатор на оваа идеја, најде инвеститор, меѓутоа кажуваше баш кога го отваравме конкурсот оваа година дека има некој проблем околу изногење на малите делови. Јас не сум од електро, не би можела точно специфично да објаснам во што му се состои проблемот. И последната награда од заедницата, која што е нефинансиска награда. Оваа година нефинансиската награда ќе биде изразена преку дополнителна менторска поддршка. Лани беше Мој воздух, она апликација која што верувам дека не е многу добро позната на сите. Сите имаме на нашите мобилни телефони. Да. И ја постиравме многу често за време, посебно за гадените месеци, така да идеите се движат во најразлични правци. Нашата цел е само да ги поттикнеме, мотивираме младите луѓе да размислуваат на претприемнички начин, на идеи дека да, може мојата идеја да успее, да биде реалистична и одржлива на долг рок, меѓутоа да не размислуваме само низ призмата на правењето пари и профит, туку да размислиме дека со нашата претприемничка идеја ќе направиме некој општествено добро. Ќе решиме ние нечи проблем, дали тоа е мојот личен или на сите нас, независно, ќе решиме нешто што е таму и е горливо. Ајде да слушнеме вашата приказна сега. Како проблем ние се обидуваме да решиме, да се надоврзам на Марија. Ние уште кога основавме невладината организација, сакавме да бидеме социјално предпријатие. Уште не сме социјално предпријатие, кога ќе го ствариме првиот профит од нашите активности, тогаш може некако да се дефинираме. Сега само направиме доста солидни напори во областа. Каков проблем сакавме да решиме? Сакавме да решиме проблем на младинско невработување, поточно да поработиме со младите од средното стручно образование, од средното гостителско. Препознавме дека на пазарот на труд се потребни кадри, меѓутоа младите кои што завршуваат таму не се доволно мотивирани да продолжат во таа насока или одат во други области, се пренасочуваат или заменуваат од земјата, што е навистина тажно. Како и многу други. Да. Меѓутоа стручното образование веруваме дека навистина има потенцијал. Еве се покажа дека ние имаме приказнен успех, таква е приказната со Антонио, кој беше учесник во првиот дел од проектот. Тој беше поддржан од UNDP и таму правевме IT решенија кои што го модернизираат наставниот процес и ги вклучуваат младите преку креативност. Направивме мобилна апликација Рецептко, вебсайт Кулинари, каде што се најдоа младите кулинари во униформите, дотерани со свој портфолио. Ајде Антонио да ни го објасни тој дел, значи како изгледаше тој концепт? Се беше толку интересно, бидејќи све се одвиваше преку игри. Учевме како да користиме веб сајтови, страници, мотивација, лидерство, тоа се одвиваше преку игри, така што многу беше поинтересно во зависност од обична настава нека што ќе се одвива. Имаше многу истражувања, помалци готвење, беше многу забавно, така да јас ги поканувам сите мои идни колеги, готвачи, што се во средното стручно училиште Лазар Танев, да се пријават, нема да се покажат, значи Како изгледаше тоа, некоја кетеринг услуга или како во пракса изгледаше тоа? Во пракса избравме 20 млади готвачи од средното училиште кои што беа заинтересирани да се вклучат во неформалната програма. Ние многу од нив кажа дека за прв пат се седнати во круг. Они се научени на класичен или екс-катедра, пристап, професорски. И ги мотивиравме први да доаѓаат за време на викенди, што навистина е еден голем успех за ученици кои што би дошле надвор од наставната програма за викенд да го одвојат своето време. Гледавме заедно цртани, го гледавме Рататуи, приказната за глувчето кое што успева. И видовме дека со овие луѓе, со овие млади доколку се работи, навистина се зголемува нивната мотивација, научија да имаат свои Инстаграм профили, Твитер профили, да се презентираат на Фејсбук, значи своите IT вештини ги усовршија. Како ги презентираше своите вештини? Што им кажуваше на твоите другари, пријатели? Интересно ли е да се виде готвач кулдија сега во ова време? Кулдија да си кулинар во секој случај. Така што јас сакам професијата, со помош на овој проект јас засакав се учам повеќе, што сум активен на Твитер, на Инстаграм, така што може што да постираш? Постирам храна најчесто. Фуд блогер најчесто. Има ли интерес? Интересираат ли? Има доста добар број на интерес, ама во Македонија тоа многу не
Треба време. Треба Треба да се подигне До целата каде се свест за работите, гастрономија. Ние сега она што ќе го реализираме со помош на паричната награда на Млади Инфо и нивното охрабрување по предприемнички да настапиме во оваа област ќе реализираме часови за готвење, што ќе бидат вистински часови за готвење. Оние кои што сакаат да научат да готват, ќе имаат шанса да присуствуваат на тие часови, ќе се одвиваат во средното угостителско училиште. Ќе бидат поработно време. Тоа ви е следниот чекор. Следниот чекор за месец дена од сега неофицијално стартуваме. Поканете се ресторани и готвачи кои што ќе го донираат своето време, да ги споделат вештините. Секој пред себе ќе има целосна опрема. Поканете се маркети, веќе преговараме со одредени маркети да донираат своја храна на мирници за возврат, нели, добиваат целосна реклама на мобилните апликации, на сајтовите кои што ги имаме реализирано, ги промовираме како општествено одговорни. Во процес е и подготовка на престилки кои што ќе бидат брендирани, луѓето ќе имаат шанса да ги купат, значи оставаме простор да не поддржат оние кои што се заинтересирани, нели секако ќе добијат квалитетна услуга и ќе бидат задоволни со нешто научено ново во областа на гастрономијата, меѓутоа и ќе имаат шанса да не поддржат за понатака целиот профит што ќе биде остварен од овие часови за готвење, од продадените промотивни материјали. Повторно ќе се инвестира во учениците, повторно ќе повикаме експерти да ги научат младите како да се презентираат на Инстаграм, на Твитер, како да напишат CV и самите што ќе кажат што им е она што им е потребно од вештина за да излезат на пазар на труд или за да си ја засакаат професијата, ќе им биде возможно. Марија, каква можност им се отвара на младите со ова? Еве што можете да видите од успешните приказни, иако само една година е наградата активна, да кажеме, во Македонија, ова е втора година. Ние сме многу среќни бидејќи лани имавме доста пријавени идеи, имавме 30 на пријавени идеи, од кои што ета на вистина има идеи кои што оваа награда ја гледаат како отскочна даска. Значи дали отскочна даска Повеќе стимулативна отколку финансиска, јас би рекла. Некој некој можеби би ја гледал и од аспект на дека е стимулација и дека помага само да се развијат и профилираат луѓето во духот на предприемничкото размислување, во духот на тоа како може да се направи баланс помеѓу она што е типичен бизнис и правењето општествено добро. Од друга страна, лани имаше учесници кои што навистина прв пат слушаа за концептот на социјално предприемништво. Доколку Ирина и Јарно претходно биле веќе запознаени со овој концепт, сепак имаше група на млади луѓе кои што навистина слушнаа што е социјално предприемништво, социјален бизнис, како и да го наречеме, бидејќи повторно немаме некоја стрикна дефиниција и терминологија. Слушна, се заинтересира, аплицира. Така да јас навистина се надам дека ова е можност за младите луѓе да сватат дека навистина може да придонесат и да направат нешто големо и нешто навистина добро во општеството, да бидат одржливи на долг рок, што е многу различно од тоа каква е моменталната ситуација, да речеме во граѓанскиот сектор, кај што ние цело време правиме некое добро, и да навистина ова биде нивниот иден кариерен пат. Да речат, да, јас денеска ќе бидам социјален предприемач, ќе се залагам за решавање на општествени проблеми, независно од која сфера влегуваат, дали се маргинализираните групи на граѓани, дали се проблеми врзани со младинска невработеност, еколошки прашања, најразлични прашања се тангираат. Можно ли е вака да се направи, да се оствари некое самовработување кај некој од самовработување, да бидам искрен, јас не сум така оптимистична, тешко е. Тешко е во Македонија за предприемништво да се зборува. Ние немаме како нација култура на предприемништво. Само тргнувам од моите родители дома кои што цело време ме победуваат да се вработам во некој постабилен сектор, нели, посигурно, покомфорно, така, да не се превземаат бизнес ризици, меѓутоа има потенцијал. Имаме земји од регионот кои што имаат навистина успешни приказни. Има многу потенцијал, меѓутоа треба да се работи на предприемничката култура, ја мислам пред се. Јас и Марија пред да започне емисијата разговаравме како сметководствено да се решат овие предизвици што ги имаме со остварување на профит. Значи има многу пат кој што е пред нас, меѓутоа од друга страна убаво е за младите да се мотивираат што е можно порано да научат и да преку вакви мали иницијативи да гледаат подолгорочно, друга поинаква визија. И јас би додала, извини што ве прекинав, дека ова е баш можност, бидејќи сме на самиот почеток, сите ние заеднички да учествуваме во креирањето на тоа како сакаме ние да направиме бизнис климата, предприемачката клима која ќе стане збор понатаму за развивање на социјални бизнис идеи. Значи буквално ние можеме да ги повлечеме конците, да представуваме критичната маса која што понатаму ќе влија и на легислативните решенија, на тоа како
како луѓето ќе размислуваат, иако е многу тешко, јас навистина гледам дека е полека да што и како можеме да допринесеме и работиме сега и тука, значи не негде за 50 години во Америка, туку во Македонија во 2016. Вие се занимавате со технолошки иновации, така? И социјални Кои иновации се? генерално, како здружение ние Можностите какви се на овој план? Има предизвици во секој поле во Македонија што и да работим, има предизвици, меѓутоа повторно кога се обединуваат младинската креативност и нови технологии, иновации, можат навистина многу големи работи да се постигнат. Ето ние конкретно со првата фаза од овој проект Младинска професионална кујна, нови технологии за социјален бизнис, бевме во финалисти на младинскиот Европски Youth Award, European Youth Award, бевме финалисти каде што не препозна како идеја со огромен потенцијал. Идејата ни беше да направиме мобилна апликација за рецепти, каде што која ќе биде само држлива во иднина. Ета големите маркети, произведувачи на храна ќе можат да се рекламираат и на тој начин ќе помагаат во држливоста. Има предизвици затоа што и самото предприемништво кај нас и општествената одговорност и филантропијата во рамки на бизнес ентитетите не е доволно разработена. Повеќе сме декларативно или повеќе се донира еднократно, не се сваќа стратешки инвестирањето, меѓутоа барем новите технологии за младите и како се инспиративни. Јас ќе се надоврзам на приказната на Антонија само на кратко како му помогна користењето на социјалните мрежи во животот пред колку дена доби понуда за работа. Честито. Ајде да слушнеме. Тоа беше сосема неочекувано фичо, готвиме со фичо што Така? ги снима емисиите. На Инстаграм ми пишав доколку бараш работа, побарај ме, што Сте големо. големо нешто, што до сега тоа не ми сум замислил дека можам. И ти понуди работа? Да, ми понуди работа, но бидејќи сега сакам да бидам активен во проектов кулинари, околу часовите со готвење во моментов дека да ги организираме, дека да се Тоа малку ќе го замрзнеш, заледам готварството. Да, фичо ќе ни биде еден од исто поканете, сега ќе преговараме, сакаме да се вклучи исто во програмата часови за готвење. Идејата самите часови да ги отвора Антонио, на почетокот на часот да ги објасни оние основни кулинарски процедури, како луѓето да сецкаат, да не се исечат, да внимаваат на својата безбедност. Некои основни трикови, затоа сега е вклучен во проектот, нас многу ни значи да ги градиме капацитетите на овие луѓе за подоцна или самостојно да бидат. Ете, јас сакав да го прашам каде себе си се гледа во иднина, ама си го даде одговор пред време. Марија, во тек се работилници низ државата, каде се одите? Што, која е целта на тие Значи јас веќе што напоменав на почетокот, кажав и во повеќе наврати изминативе недели, меѓутоа ќе зборувам се дека кога трае конкурс. Така, јасно. Додека младиве луѓе не сватат дека навистина има можности во државава да ги пласираат своите идеи за социјален бизнис, ние го отворивме конкурсот во февруари, истиот затвара на 27 април, значи некаде околу 20 на дена имаат луѓето простор да размислат за своите бизнес идеи, да аплицираат бизнес идеи со некаква решавање на некој општествен проблем. И во меѓувреме ние се обедуваме истото тоа што го прави Арно, да кажеме со младите дечки од угостителското училиште, ние се обидуваме да го направиме со студентите широм земјата, значи да им доближиме идеја дека постои концепт што се вика социјално предприемништво, дека навистина од една идеја може да се стигне до реализација, бидејќи иако сме на почеток во Македонија веќе имаме определени компании, организации, да кажам, кои што функционираат на ваков тип како социјални бизниси, и да им кажеме дека може да ги аплицираат своите идеи. До сега работевме во Скопје, работевме во Охрид, во Битола, планираме да одиме понатаму во Штип наредната недела да работиме со Гостиварскиот универзитет, бевме и во Тетово, така да гледаме некако географски да се диспрезираме, бидејќи сметаме дека навистина не е фер се што се случува да биде во Скопје, а сега со интернетот, значи кај нас се одвива преку интернет, луѓето навистина може кога ќе им дадеш мотив и поддршка да проверат, да аплицираат, да се интересираат. На socialimpactaward.mk може да ги пријава своите бизнес идеи, таму во детали има објаснето точно за што се однесува оваа програма и награда, и да се надеваме дека во мај ќе бидат избрани меѓу 10 финалисти. Имаме 12 члено жири кој што го прави овој избор, значи не зависи само од Млади Инфо Интернационал.
И во текот на летните месеци тие 10 тимови на луѓе или индивидуалци ќе поминат период на менторинг, на инкубација, каде што уште повеќе ќе ги развијат своите бизнис идеи, за да на крај повторно во септември избереме 3 награди кои што ќе добијат парични средства, една награда од заедницата која што ќе оди на база на онлайн гласање, која што ќе добија дополнителна менторска поддршка, за да сите 4 идеи понатаму одат во Виена на една регионална конференција, каде што се запознаваат од другите социјални предприемачи ширум Европа. Добро, што ќе им препорачате? На младите, ајде, уште тоа остане, Антонио. Што да им препорачам? Да се заинтересираат. Па во секој случај. Сега, еве од неговиот сектор, да. Не знам каков е интересот на младите за готвењето. Кај мене дома не е баш некако. Може оваа емисија ќе смени нешто за часови земање. Значи, најчесто се запишуваат во средното универзитетско училиште да завршат само година, но тоа не е нека добра идеја што навистина е добро да си готвач што се бара на. Сега нешто друго е модерно меѓу младите како професија, така да ги стимулираш, да им кажеш, сакаш да им кажеш дека е добра професија, дека е креативна. Нас е слоганот "Кул е да си кулинар", токму тоа е нашиот слоган кој што не води. Јас имам да им препорачам да аплицираат на наградата за Social Impact Award. Особено интересен целиот процес на менторинг и посетата во Виена, каде што се запознаваат со другите победници од земјите. Искуство кое што нема шанса да се повтори, затоа што таму луѓето се многу искрени кога се работи за бизнис идеите и навистина даваат фидбек кој што не е како кај нас класично потапшување по рамо и ајде браво, супер идејата, туку навистина даваат инпут како може да се развие идејата, што е добро, што може да се промени, што не се перцепира, така да нас многу ни помогна и наградата и целото искуство, целиот процес. Доцнеме со реализација, меѓутоа тоа е затоа што сакаме да го изодиме овој пат на вистина тема, да биде вистински. Да биде вистински, да ги обединиме сите оние кои што препознаваме дека имаат потенцијал да бидат дел од часовите за готвење. Јас ви благодарам на разговорот. Благодарам.